Стој не скролај, ова е важно. Се работи за казината, облажувалниците и нивната забрана. Сега за сега е многу битно само да запамтиш една бројка. 500 метри. Пред 3 дена ние најавивме закон за речиси целосна забрана на коцкањето во Македонија, освен во погранични области. Вечерта владата излезе со свој предлог, фантастична дислокација на 500 метри. Но ово отвара многу прашања. Меджити најавуваше целосно затварање на коцкарниците. Но сега од овие двајца луѓе имаме 500 метри. Тоа ги пали сите аларми. Двајцата се противеа тогаш на владата што предложи формулација 500 метри. Сега истите тие луѓе ќе ни ја дадат истата формулација. Ова влада буквално истиот закон ќе ни го сервира. Ама кога ќе чуете 500 метри, тоа не е воздушна линија, тоа не е геометриска дистанца. Тој тогашен текст на законот велеше 500 метри по безбеден пат помеѓу училиштето и објектот кој приредува игри на среќа. Што е тоа безбеден пат? Дали улица без тротоар безбеден пат, улица без пешачки безбеден пат или пак еднонасочна улица? Се вели дека во подзаконската регулатива ќе се утврдат овие правила, но дополнително ова отвара простор за манипулирање. Чекај, многу звучи комплицирано. Ајде да земеме еден пластичен пример. Во општина Бутел има основно училиште Петар Здравковски Пенко, кој е до средно училиште Арсен Јовков и до нив има детска градинка. Главниот пат ќе го обележиме со црвена боја. Помеѓу Пенко и градинката има пешачка патека која ќе обележиме со зелена боја. Ова е улица која поминува низ населбата Скопје Север и е споредна улица без никаков пешачки премин. Со виолетово ќе го обележиме земјениот пат од дворот на школото до пешачкиот пат помеѓу градинката и Пенко. Токму на оваа локација во овој момент имаме коцкарница кај оваа сина споредна улица. И дали тоа значи дека покрај основно, средно и градинка, оваа коцкарница ќе продолжи да постои само затоа што нема безбеден премин од нивните дворови кај коцкарницата. И тоа воопшто не ги покрива сите потенцијални места за социјализација на деца, ако е поентата да се заштитат децата. Каде се игралиштата, каде се спортските сали, младинските културни клубови и уште многу прашања. Сега бараме од сите вас да се вклучите во оваа борба за заедно да ја притиснеме владата и да се избориме со овој феномен.